Во која црква поправо ќе се крстат и молат верниците во Кочани, се чини ќе зависи од тоа која партија или кој кандидат за градоначалник ќе победи на октомвриските локални избори. Дека изградбата на духовните храмови зависи од тоа кој на власт, потврдува запуштената околина на црквата изградена до карабина во населбата Драчевик, која 4-та година залудно чека мајстори. Актуелниот надпартиски, како што се нарекува, градоначалник, очигледно нема намера да довршува што некој пред него започнал, па затоа се зафати да изгради црквата во кругот, односно Стопанскиот двор на водостопанство Брегалница, чии темели пред 20 на години ги постави тогашниот градоначалник во функција на некои тогашни избори. Како и да е, се чини дека со многу други двојни нешта и на црквите ќе им остане партискиот призвук, едната да е ВМРО-вска, а другата комуњарска. Тоа е затоа што политичките мокници во одреден период не се погрижија барем верските храмови да не ги делат по партиска основа. Таквата негативна оставштина ќе има соодветни импликации и врз верниците, кои сакале или не ќе мора да размислуваат и водат сметка во кое време, во која црква ќе влегуваат и ќе се крстат. А кога е така, тогаш логично е зошто благородната мисија на создавање на духовни храмови, фреско цртањето и духовното заживување ја немаат смислата на заедништво на верниците кои не сакаат некој да им го одземе уверувањето дека пред Бога сите сме исти. Заради сето тоа, ако на престојните градоначалнички избори се кандидира, например, Николчо Илиев и победи, тогаш верниците од источниот дел на градот веројатно поправо ќе добијат црковен храм, а ако новиот градоначалник биде од редовите на ВМРО ДПМНЕ, поверојатно е дека ќе се стави во функција црквата во Драчевик.